И весело и тажно мече. Се викам Мече. Родена сум во темно дувло сред Букова гора. Татко немам. Кога сум го имал, бил пакосник и ловците го убиле. Со мајка ми ретко се гледам. Кога бев мал, таа ми носеше млеко и полни кошнички, печурки и јаготки. Но сега, кога пораснав, толку колку да можам да одам, таа ме остави и отиде некаде во гората. Ете, тоа е мојата кратка биографија. А сега ќе ви раскажам за моите добри и лоши особини. Јас не сум како некои деца што умеат само да се фалат дека се вешти и смели. Јас имам и некои слабости, па и нив ги признавам за своји. Лесно ми е да сум дете. Ке станам наутро, а веќе ме чека топло млеко и парче лепна мачкано со мед. Тогаш веќе би научил не 31, туку 131 буква. Но што можам кога не сум дете, јас сум само обично шумско мече. Мојата најближна соседка е лисицата. Јас неа ја викам тетка, а таа мене Мече. Од волкот не се плашам, иако има страшни заби, мене не ме задева. Тој бил прв пријател на мојот татко разбойник. Кога поминува покрај мене, само ќе ме праша: "Како си ми, Мече?" А јас ќе му одговорам: "Добро сум ти, стрико." Ама лисицата, иако ми е тетка и најблиска соседка, не ја сакам. Таа е лажливка. Во 9 гори и нема рамна. Еднаш, кога беше многу гладна, дојде кај мене и ми рече: "Сладко Мече, сакаш ли да се прошетаме?" "А каде, тетко?" ја прашав. "Па долу, до селото. Децата еднаш ме замолија, доведи го Мечето, сакаме да го видиме, ние му купивме чоколади и бомбони, убаво ќе го нагостиме." "Благодарам, тетко," и реков. "Мене ми е забрането да јадам такви горчливи работи." Да си признам, и сега не знам што се тоа чоколади и бомбони. "Ама тоа не горчи, будалче едно," ми рече тетка Лиса. "Тоа е нешто прекрасно, повкусно и од мед." "Знам зошто ме мамиш," и реков. "Ке ме продадеш на децата за 2-3 петлиња, како што си продала ланската година едно друго мече." И така не отидов. Близу до мојата пештера се шири полјанка. Напролет таа ми раѓа многу јаготки. И тогаш јас сум најсрекното и највеселото мече во целата гора. Но, штом ќе дојде летото, јаготки веќе нема. Јадење може да се најде само од другата страна на потокот. Ама јас не смеам да поминам преку поток. Таму, велат, имало многу дренки и печурки, многу вкусни јадења за нас, мечињата. И еден ден тргнав. Преку потокот лежеше сув даб кутнат од дамнешна луња и тој служеше како мост. Кога дојдов таму на средината од мостот, за несрекна погледнав надолу и што ќе видам? Од водата ме гледаше друго мече. Беше гладно и налутено. Ја кренав шепата да го исплашам да си оди, но тоа уште полуто ме заплаши со својата шепа. "Ке те удрам?" му викнав на мечето во потокот. "Ке те Некое друго мече ми се закани зад грб. "Ха, сега де, ако се здружат двете, ќе ме претепаат. Јас само видов, не видов, се вратив назад." Ете и денес ме копка желбата да поминам од онаа страна на потокот и да ги пробам вкусните шумски плодови, но не смеам. Може би двете мечиња се уште се таму. Од се најмногу го сакам медот. Но лесно не се наоѓа. Пчелите го кријат во шуплините на старите буки и ретко кој може да го извади оттаму. Мајка ми беше испечен крадец на мед, но и таа ретко си ја блажеше устата, а за мене пак ни збор да не станува. Затоа јас медот често го сонувам. Спијам дење. Тоа е смешно за вас децата, но за нас мечињата тоа е сосем обична работа. И само што ќе ги затварам очите, уште не сум ни заспал добро, а веќе почнувам да сонувам мед. Гледам, пред моите очи се жолтеат полни сотови. Медот само што не прокапал од нив, го исплазвам јазикот, почнувам да лижам, да шмукам, а сладката густа течност ми ја разблажува устата и душата. И така, на сон секогаш сум сит, а најаве гладен. Затоа се викам и тажно и весело мече. Ако некој од вас сака да ме види, нека дојде во Буковата гора. Можеме заедно да си поиграме. Јас сакам да си играм.